Ви благодарам еве за изнесениот став. Ќе се обидам да одговорам на некои од вашите дилеми кои ги имате. Мислам дека да, јасно е дека е тоа присуда од Европскиот суд за човекови права, во која е нагласено дека е потребно промена на регулативата за матична евиденција и во таа насока и овој предлог закон според укажувањата нели од Европскиот суд за човекови права. За мене таа тема многу важна, почитувањето на човековите права и генерално тоа е една од фундаменталните европски вредности. Точно е дека не во сите држави имаат вакво законско решение, но знаете како членките на Европска унија уште 80-тите, 90-тите години од минатиот век регулирале некои вакви законски материи во однос на човекови права и слободи и се веќе во фаза на ревизија токму во оваа насока за која и сега ние зборуваме, кога не гледам зошто би требало сега, например, да правиме некој друг вид на промени за по некоја година повторно да се усогласуваме со генерално европското право, но тоа не е и толку од значење. Велите дали е спремно општеството, ова не е некоја голема процедура. Значи, институциите и досега го правеле тоа, матичната, нели, управата за матична евиденција, не е никаква таа техничка некоја подготвеност посебно, само побарање на лицето да му се издадат документи во кое нели променет родот. Така што не гледам дали дека нешто посебно би требало да се направи во контекст на подготовка од некој технички, не е ни дури некој финансиски аспект, бидејќи нели граѓанинот си ги плаќа тие лични документи кога ги вади. И станува збор за навистина наши сограѓани кои имаат сериозни проблеми во секојдневното функционирање. Трансродовите лица се една од најмаргинализираните и најдискриминираните заедници во оваа држава. И мислам дека е добро, ние сме имале контакт и можност да ги слушнеме нивните животни проблеми и е навистина не само дискриминирачки, туку некогаш им зависи екзистенцијата токму од овие некои бирократски процедури и волјата на некој службеник во таа управа, дали ќе им бара вакви или такви документи. Оти е многу непријатно да вашиот изглед нели не одговара на она што ви е во документите и кога одите во здравствена установа и кога барате работа или со институции различни кога се среќавате, и мислам дека ова е навистина решение кое нив ќе им го олесни животот и е во домен на почитување на правото на секој човек на самоопределување. Благодарам.